Помеѓу 1982 и 1985 година, група наречена Брабантските убици извршиле голем број насилни напади во провинцијата Брабант во Белгија. Тие најчесто нападале супермаркети, ресторани и банки и без причина малтретирале и убиле 28 лица. Според сведоштвата на неколкуте преживеани, групата се содржала од тројца мажи наречени Джинот, убиецот и старецот. Она што станува мистерија е мотивот за извршените дела. Тие секогаш краделе само мали суми на пари, а понекогаш ги фрлеле пред да се заминат. Нешто што е уште почудно е тоа што после нападот во декември 1983 тие наставно исчезнале, но 2 години од тогаш тие повторно ни се појават и ќе ги извршат 3 од нивните најгрозоморни дела. Убивајќи 16 луѓе пред да исчезнат повторно. Од 1985 година наваму ниеден друг напад не бил извршен од страна на брабантските убици и никакви цврсти докази не биле собрани за тоа кои биле тие и зашто убивале. Оваа фотографија е од 1918 година и прикажува воздухопловна ескадрила која служила во Првата светска војна. Приказната вели дека 3 дена пред да се фотографираат војниците, механичар со име Фреди Џексон несреќно го загубил животот на истото место. Неговиот погреб наводно се случил на истиот ден со фотографија. И сега ако подобро погледнеме кон првиот ред, до четвртиот човек од левата страна, јасно се гледа сенка од некој друг човек. Членови на ескадрилата ја препознале сенката дека му припаѓа на механичарот Фреди Џексон. Па тогаш дали ова доказ за постоење на духови? Па може би навистина изгледа така, но поверојатното објаснување е дека сликата е нешто што се вика композит, а тоа е кога се лепат 2 или повеќе слики една со друга пред да се добие финалната слика. Тоа е техника која и како се користела во тоа време и била вклучена во изработката на мемуари за починати лица. Друга несогласеност е тоа што се чини дека приказната за Фреди Џексон е лажна. Имало човек кој се викал Фредерик Вилијам Џексон, кој умре неколку недели пред фотографирањето, но тој умре од срцев удар на друго место и бил артилериски човек кај маренците, а не механичар. Во 1898 година поемата Судирот на Титанот била објавена. Се зборува за неголемиот брод кој некогаш бил направен и се викал Титан. Во крајот на пригазната тој удира во Санта Мрас и потонува. Ова звучи познато, нели? И поработата е во тоа што оваа поема била објавена 14 години пред познатиот Титаник да потоне во 1912 година и не била ниту напишана за време на неговото градење. А сличностите се навистина маничави. И двата брода потонуваат во април како ќе се судират со Санта Мрас во Северниот Атлантик. Немаат доволно чамчиња за итен случај, имаат сличен обем и брзина на пловење, а и двата имале капацитет од 3000 патници. Па како е ова возможно? Во 1900 година единствените жители на овој мал шкотски остров биле тројца чувари на светилник, Томас Маршал, Џејмс Дукат и Вилијам Мекартур. Денот после Божиќ, брод за носење на мирници дошол на островот, но за нивно изненадување немало никој на брегот за да ги пречека. Тие пробале да свират и запалиле оган како сигнал за активност, но сепак никој не се појавил. Потоа тие навлегле во островот за да ги побараат. Додека се качувале по скалите во светилникот, приметиле дека нема два елека за спасување. Во кујната пронашле остатоци од јадење и една столица била превртена, што кажува дека чуварите излегле на брзина. Но она што е најважно е фактот дека чуварите ги немало никаде. Во записникот што бил пронајден пишувало дека на 12 декември, цитирам, дувале ветришта какви што не сум видел во 20 години. Тој исто така забележал дека Џејмс Дукат бил многу тивок и дека асистентот Вилијам Мекартур плачел неколку дена. Она што е чудно околу последнава забелешка е фактот дека Вилијам Мекартур бил познат наоколу како тврд орев и вистински водач, зашто тој би плачел за надоаѓачка бура. Записите за следниот ден велат дека имало силни грмотевици и дека сите тројца се молеле. Но зошто овие тројца искусни чувари, кои се грижеле за нов и функционален светилник, би се молеле да заврши бурата? Тие би требало да бидат целосно безбедни и би требало да го знаат ова. Но она што е начудно во случајот е фактот дека немало пријавено грмотевици или бури во таа област за месец декември. Всушност времето било мирно со краткотрајно сонце. Последниот запис бил направен на 15 декември и пишувало: бурата завршена, морето мирно, Господ е над нас.
Најприфатената теорија за исходот на чуварите е дека морето на некој начин ги проготело и тие не можеле да се спасат. Има една жена во Велика Британија која тврди дека може да препознае луѓе кои се болни од Паркинсонова болест мирисајќи ги. Ова е всушност еден од тие случаи каде реалноста е почнала од фикцијата, затоа што нејзините тврдења навистина се потврдиле за вистините. Неколку научници собрале 12 луѓе. 6 од нив имале Паркинсон, а другите 6 немале. Сите луѓе требало да носат иста мајца во текот на денот и потоа да ја предадат. Жената со име Джои Мил потоа ги мирисала сите 12 мајци за да препознае кој има, а кој нема Паркинсонова болест. Шокантно, таа кажала дека 11 од луѓето всушност биле болни од Паркинсон. Таа точно погодила дека 6 луѓе навистина имале Паркинсон, но исто така тврдила дека 5 од здравите луѓе имале истата болест. Тогаш сите научници едноставно заклучија дека жената не била во право. Но 8 месеци подоцна, 5 преостанати луѓе за кои таа тврдела дека се болни, ги известиле истражувачите дека им бил диагностициран Паркинсон, што значи дека Џој била 100% точна во нејзиното тврдење и дека таа навистина некако можела да открие болеста долго време пред докторите. Научниците веруваат дека промените во кожата на луѓето во ранни фази на Паркинсон ја испуштаат некој вид на мирис кој е специфичен за болеста. Да се надеваме дека понатамошни тестови ќе дадат конечни одговори за рано препознање на болеста, затоа што моментално не постои таков начин.